Откако со договорот меѓу Европската Унија и Турција во 2016 година главно беа прекинати нерегуларните пристигнувања на сириски бегалци во Грција, сега според Фронтекс скоро 2/3 од околу 205.000 луѓе кои се обиделе незаконски да стигнат во Европа лани се африкански државјани. Агенцијата соопшти дека речиси 120.000 луѓе биле фатени обидувајќи се од Либија со шверцерски бродови да стигнат до Европската Унија, додека над 42.000 мигранти биле фатени во обидот од Турција да влезат во Грција. Околу 23.000 тоа сакале да го сторат од Алжир и Мароко во Шпанија. И додека бројките на рутата меѓу Либија и Италија бележат намалување од минатиот јули, кога либиските фракции и власти под притисок на Италија и Европската Унија почнаа да го блокираат заминувањето, се забележува поголем притисок врз делот кај Шпанија, каде што има двојно зголемување на обидите за влез во Унијата. Извршниот директор на Frontex, Фабрис Легери, изјави: The pressure, let's say, the irregular migration pressure on our southern borders in the Mediterranean will remain at a very high level. Легери посочува дека чуварите на турското крајбрежје и турските власти биле многу активни и правилно ја контролирале нивната западна граница. But we see that the presence of criminal networks in Turkey, but also I have to say in Libya and in Morocco, can put local authorities under pressure, because this is some kind of pull factor for irregular migrants if they know that criminal organizations can help them to move to the European Union. Европската Унија почна да спречува илегалната миграција од бурниот Блиски Исток и од сиромашните африкански земји во 2015 година, кога повеќе од милион луѓе стигнаа во Европа. Тоа пак предизвика своевиден подем на националистичките, антимигрантските и популистичките групи во земјите членки на Европската Унија.